Во продолжение разговарам со доктор Глигор Тофовски, раководител на одделот за репродуктивна хирургија и хумана репродукција. Зборуваме на една женска тема, но се надевам дека и мажите ќе ги заинтересираме и дека ќе бидат и тие присутни, ќе ги слушаат советите во продолжение. Докторе, добро утро. Добро утро, добро најдов. Добре, ни дојдовте од дежурство директно. ГАК е една од, може да кажеме, дека најдинамичните, особено за дежурство клиники. Апсолутно, апсолутно. Па некаде околу четвртина скоро децата во Република Македонија се породуваат во универзитетската клиника за гинекологија и акушерство. Вечера имавме 13 нови деца кои дојдоа на свет. Нека се и така, живи, и секоја се малце напорно. Значи, убави информации имаме. Се надам дека и така убаво, позитивно ќе си испратиме годинава. Постојано подсетувате, сте тука не само за жените, туку и за мажите, да ги подсетите на редовните скрининзи кои што мораат да ги прават. Ба да, сега ќе предеме од тема на тема, ќе разговараме за неколку теми утрово. Значи, основната тема за која што сум јас тука денеска, всушност е за еден проект кој што го тераме како Сдружение на гинеколози и обстетричари, а тој се однесува на мобилните гинеколошки амбуланти. Тоа беше еден начин како да им овозможиме на жените во тек на ковид пандемијата, меѓутоа продолжи и понатака, да всушност дојдат полесно до гинеколошкиот преглед и до превентивните прегледи. Значи, секоја болест, знаете, колку порано ќе се открие, во колку порана фаза, е многу полесно да се излечи, многу полесно да се добие, да кажам, помал третман, а да се задржи квалитетот на животот. Доколку се открие покасно, да кажеме, значи, авансира и се појави карциноми, има потреба од пообсежни операции, од хемотерапија, од зрачна терапија, од сето тоа го менува квалитетот на животот. За дел од болестите, ние сите знаеме дека има превентивни методи. Едната од превентивните методи е секако вакцинацијата, а вториот тип на превентивна метода е секако, значи, овозможување да пациентите, односно популацијата, направи скрининг за таа болест, нешто што е, значи, едноставен начин, нешто што лесно се зима, меѓутоа помага да се открие болеста во онаа фаза во која што, да кажеме во нашиот случај кај жените, нема симптоми. Значи, вие по потреба, како викаат, кај забари, кај гинеколог, и да не ви треба еднаш годишно да отидете. Превентивно, за да се открие кариесот, да кажеме, ако е за забите, или, да кажеме, промените во грлото на матката во таа рана фаза. И тука ние се сакаме да кажеме, со помош на оваа амбуланта. Тоа всушност е едно модифицирано специјално возило за брза помош, во кое што е вграден гинеколошки стол, во кое што има ултразвук, во кое што фактички докторот и сестрата, кои што одат на терен заедно со шоферот, всушност имаат услови како да ги прегледаат пациентите на квалитетен начин, значи со приватност, со интимност, и автоматски се сврзани со помош на компјутери, на преносни компјутери, во мој термин. Значи, сите податоци, сите прегледи што се прават на терен, се на некој начин евидентирани како да се случуваат во амбуланта, да кажеме, на гинеколошко-акушерската клиника. Значи, добиваат детален преглед. Да, они добиваат целосен преглед. Не само што, значи, може ултразвучно да се види постојање на цисти. Да, споминавте дека не само столот за да се земат примероците. Да, значи, не, фактички, еден од... Комплетна опрема. Комплетна опрема, да. Значи, не е само земањето на пап брисот, по потреба или по проценка на лекарот, тој може да земе и ХПВ типизација, доколку има потреба. Не, ехото обавезно оди во тој преглед. Значи, преглед под спекулум, земање на брисови за превенција на цервикален карцином, ултразвучен преглед, да се види формата, големината, матката, јајниците, постоење на некои структури, плюс може да се упати пациентката да, например, во лабораторија да земе туморски маркери, може да се упати на снимање доколку треба и на компјутер, рентген, магнет, така натака, и може да се упати во субспецијалистичка амбуланта доколку таа има некакви проблеми кои што бараат лекување од соодветен лекар субспецијалист. Добро, докторе, овие мобилни тимови, која возраст на жени најмногу ги посетија? Оти сте задоволен од одзивот? Да, па ние прво да кажам каде одеа мобилните и каде одат мобилните гинеколошки амбуланти, тоа се се па и веќе колегите кога доаѓав навака, они тргнаа денеска на кај Дојран се. Така. Меѓутоа беа и во Чашка, беа во Чешиново, Облешево, во Брвеница, беа во Свети Николе, беа во Крушево. Значи одат во региони, пред се во руралните места, меѓутоа и во градови, каде нема доволно матични гинеколози или каде нема матични гинеколози. За жал во неколку општини во Републикава фактички немаме матичен гинеколог. Одат околу 40 на лекари се ангажирани гинеколози, околу 80 сестри.
кои што одат на терен и ги имаат сите услови, како што реков, да ги направат сите иследувања. Доколку треба нешто поспецифично, нормално се упатуваат на ГАК или во најблиската болница каде има гинеколог. Кажете ми, резултатите, потоа затоа што велите се врзани со мој термин, си ги добиваат на мој термин? Во нивното на мој термин портфолио. може преку нивниот матичен лекар или преку гинекологот или со обраќањето. Ние порано во овој проект треба да споменам дека се вклучени и Црвениот крст, значи кој што лобира на терен да што повеќе имаме одзив од пациентите, ги групира и им определува точно термини. Порано во ковидот беше битно за да немаме нели голема концентрација на пациенти во мал простор, а сега веќе во дел се вклучени и матичните општи лекари, кои што на нивните пациентки кои што не добиле гинеколошки услуги им се јавуваат, им ја нудат опцијата да си направат гинеколошки преглед и да ви кажам преку 95% е одзивот од тие пациентки кои што матичните ги бараат. Во однос на возраста, значи повеќето се од да кажам возраст над 50 години во оваа категорија, што од една страна е добро, меѓутоа ние сакаме и младите да дојдат и младите да се научат едноставно да прават превентивни прегледи. Она што го спомнавме и преска со вас, за жал се ние сакаме во руралните места, во селата, во градовите, одиме да ги едуцираме да иземе пап брисеви. Има добар дел од женската популација која што можеби живее во Скопје, можеби работи и во клинички центар, можеби е и едуцирана се, меѓутоа со години, повеќе од 10 години, не оди на преглед. Во оваа категорија ние на секоја пациентка дававме прашалник да видиме кога последен пат била на пап. Преку 33% немаа 5 и повеќе години нема отидено на гинеколог. Докторе, тоа особено пораѓање на детето и смета дека готово завршили дека едноставно не треба. Најчесто кај нас така се смета, тоа воопшто не е така. Тие години фактички после породувањето, како во тој период што треба се води сметка за бременоста, за бремената жена, за плодот се, овој период после тоа и како е битен, значи тоа станува голем дел од да кажам сексуалниот и репродуктивниот живот на жената, кај што може многу работи да се случат. Дел се и генетски условени, имаме и карциноми кои што се генетски поврзани, меѓутоа дел може да се појават заради претходните или подоцнежните искуства во животот, и од аспект на сексуално преносливи инфекции и од аспект на појава на определени типови на карциноми. И сега, докторе, со оглед на тоа дека сте задоволен од одзивот на мобилните амбуланти, од одзивот на пациентите кои што се прегледани, од работата на тимовите на терен, може да ми кажете во проценти колку сте задоволен од резултатите, колку се диагностицирани на време? Да. Па суштината на ова е што порано да се диагностицираат. Имаме преку 2200-2300 жени да кажеме прегледано со амбулантите. Имаме да кажеме негде околу 35 наоди, се зборам само за цервикалниот карцином, кои што имаат дали вирусна инфекција со високоризичен ХПВ или веќе имаат промени на грлото на матката или веќе сме фатиле некој карцином кој што да кажеме во некоја фаза кај што треба веднаш да се оперира. Значи овие другите се имаат поинаков третман, како што реков и преска, на полесен начин да поминат подобро и да им остане квалитетот на животот. Ние генерално една пациентка во Македонија во некои истражувања што се прани за авансиран да кажеме цервикален карцином, некаде ја кошта државата околу 200.000 евра. Значи сите тие хемотерапии, значи радиотерапии, самата комплексна операција, отсуството од работа, боледување накнадно, па и да кажеме можда и инвалидската пензија понатака сето тоа. Да, после додека да се врати во многу пари чини, а превенцијата, знае да има едно напишано правило, секој денар, секој долар, како вика, даден во превенција, штеди $9 во третманот на пациентите. Многу е полесно да ги фатиме. Ние како здружение, меѓутоа и Министерството за здравство, значи овој проект почна како дел од проектот на Фондот за Обединети нации, на население на Обединети нации, UNFPA, Министерството за здравство, нашето здружение на гинеколози и обстетричари, Македонско лекарско друштво. Меѓутоа, Министерството за здравство препозна дека всушност овој проект може да има ефекти и понатака и го поддржа истиот и морам да кажам дека е сега веќе влезен и во буџетот, во програмата на Министерството за здравство за превенција на цервикалниот карцином. Така да и државата е добро кога ќе свати. Например, самите возила 2 се донација од Обединетите нации од UNFPA, меѓутоа тие се сега веќе собственост на Министерство за здравство и понатака треба државата да најде начин како да ги вклопи, да кажем, во нашиот здравствен систем и да ги искористи до максимум.
да, треба да продолжи ова и понатаму, алудиравте дека постојано мора да ја будиме свеста дека редовни треба да бидат прегледите. Тука малку сакам да разбием еден мит дека целиот овој проблем кој што потекнува од ХПВ, инфекцијата до ракот на грлото на матката е поврзан со имунитетот. Можеби во делот велите превенцијата е најважна. Најважно е раното диагностицирање и тука може прво да се зајакнува имунитетот во првите редови, но не можеме така да оставиме до крај. Сега ајде малку да го разбиеме тој мит дека сите ова е поврзано со имунитетот. Не вака се, сите знаат и нашите гледачи знаат, сега денешта не гледаат, дека всушност измислувањето на вакцините има спасено многу човечки живот. Значи болестите од кои што умирале илјадници, стотици илјади, милиони, да не речам милиарди луѓе порано, пред се во помладата возраст, ама и во подоцнежната, се сега превенирани со еден календар на имунизација со примање на вакцини. Значи, апсолутно, вакцината е една од најголемите откритија на човештвото воопшто. Тоа, знаете, првата е сосема случајно откриена, меѓутоа, после која сватиле каква е вредноста и како ние може да го зајакнеме нашиот имунитет према определени болести. Значи, не збориме, имаме методи да го зајакнеме и локалниот имунитет, доколку се работи за грлото на матката, имаме методи да го зајакнеме општиот имунитет, меѓутоа специфичниот може да ни го даде само вакцината. Така размислували и луѓето кога е откриено всушност кој е причинителот. Ние долго време, до пред 20 на години, не знаевме кој е причинителот за ракот на грлото на матката. После тоа се откри дека таа популација од хуман папилома вируси има свој дел што има низок ризик, значи не предизвикува карцином, прави локално само кондиломи и израстоци. Имаме дел кој што е, да кажеме, со не многу голем ризик, имаме високоризични. Поентата е всушност да се направи имунизација према високоризичните типови. Оваа вакцина што сега се употребува, има во себе содржи имунитет против двата нискоризични типа и према два високоризични. Тенденцијата би била да новите вакцини, има таква нова вакцина, би требало да ја донесеме во Македонија, која што е 9-валентна, значи штити од 7 високоризични. И сега, ако имате вие, да кажеме, заштита со првата вакцина околу 72%, со новата веќе имате околу 92%. Меѓутоа, како што слушате, нема 100% заштита, значи ние сепак мора да работиме да и младите и повозрастните внимаваат при сексуалните односи, поготово ако се промискуитетни, ако имаат повеќе партнери, значи да се тестираат, да водат еден, да кажам, здрав сексуален живот, за да инфекцијата не се пренесува. Тука, например, исто е промената, кај нас се вакцинираат само девојчињата. Така, во светот, например, апсолутно, вие и машките единки се преносители на инфекцијата и во најголемиот дел од земјите кои што навистина се трудат и да го на некој начин ерадицираат овој цервикален карцином и се доста успешни. Австралија е еден позитивен пример за тоа. Значи задолжителна е вакцинацијата и за момчињата и за девојчињата. Вие алудирате два и крака советувате на тоа, тоа, преносот на инфекцијата. Вие алудирате и советувате на тоа и момчињата да, и сите девојчињата. препораки од сите, значи гледате, ние сме мала земја, меѓутоа сега светот е глобален, ние ги следиме сите препораки за сите заболувања, да кажам, и за сите третмани согласно меѓународните наши здруженија. И сите меѓународни здруженија препорачуваат да вакцинацијата оди и кај машките и кај женските. Иако, и преска ви спомна во разговорот, добар дел од ХПВ инфекциите, ако е здрав имунитетот, ќе се појават, нема да направат штета и може да си отидат. Значи, само некаде околу 5% влегуваат во ткивото на грлото на матката и ги прават овие комплицирани проблеми. Тука веројатно е тој мит кој што се создава за имунитетот. Па да, тука знаете како, порано и ние не знаеме. Дека тој е поврзан, дека тој е главниот причинител. И сега, вие ќе дојдете кај нас на преглед и ние ќе имате ХПВ инфекција и одма од тоа се прави една драма. Меѓутоа, ако ХПВ вирусот не навлезе во ткивото, вие немате промени на ПАП тестот, немате промени што се видливи, да кажеме, колпоскопски, на биопсијата нема промени во ткивото, таа ХПВ инфекција може да си отиде. Значи, не значи сите аларми да се дигнат на највисоко ако има пациентката ХПВ инфекција, а нема други промени. Значи, тука е еден баланс меѓу сите овие фактори што може да влијаат на појавата на карциномот. Докторе, за да се одржи балансот, треба веројатно и потоа да се следи редовно. Тоа секако. Ние главно нашата желба, значи ние некаде од мај месец оваа година почнавме со неколку кампањи. Првата кампања беше недела на женското здравје, баш гостувавме и тука кај вас и дел од колегите мои по сите медиуми. Значи нашата
примерна улога како здружение е фактички да ги едуцираме нашите членови за клиничките упатства, за начините најнови на лекување. Меѓутоа, свативме дека ние ги едуцираме нашите членови, меѓутоа треба да ги едуцираме и нашите клиенти, нашите пациенти да ги едуцираме. Така да поинтензивно се бориме за тоа да сите станат свесни колку е битно превентивното одење на преглед. И кај гинеколог, да ги спомнеме и стоматолозите, и кај стоматолог, значи кога немате ништо, кога немате никакви симптоми, само одите, тоа е колата, вчера ја одам да ја регистрирам, значи за колата постои правило дека треба да има технички преглед осигурување, така треба да биде и со луѓето исто. Убава споредба направивте, докторе, на вистина па народски, ако не објасниме, нема да се разбере. Па така е, сигурно, пазите, а во нашиот случај е многу интересно. Жената се уште во нашето општество во голем дел е столбот на семејството, иако се повеќе, да кажеме, тие улоги и поделба на функции се губат. Се менуваат, но... Се менуваат, ама сепак жената е таа која се децата млади, која треба да ги чува. Значи, вие ако дозволите да таа го изгуби своето добро здравје и на некој начин после тоа ги изгуби способностите да се грижи, вие фактички сте правите штета и на целото семејство, да не речам и на целото општество. Ние не сме, пак ќе речам, многу на број, нели, како сме по пописот 1.800.000 тука што живееме, да земеме дека 900.000 се женски од тоа, да ги исклучиме младите еве што се пред да се сексуално активни до 14 години, значи ние треба една популација од 600-700.000 жени да максимално државата им се посвети и да го заштити нивното здравје. И за да можат да раѓаат младите деца понатака, и за да можат тие што се повозрасни да си го зачуваат здравјето за така да ни расте наталитетот. Точно. Докторе, ви благодарам. Благодарам што бевте нашиот гостин. Ве посакувам да ми останете во добро здравје. Испраќаме 2022-та. Како што влеговте до уште 3 дена, како што влеговте со насмевка, така да влезете во 2023-та и да се гледаме за убави работи. Убава информација денеска ни донесовте, така, убаво дежурство сте имале и сега ќе го ставиме напорно беше, ама у секој случај убаво. Па убаво за нас ние носиме радост на фамилиите, така да за нас е секој дежурство убаво. Така, вие сте Дедо Мразот, предпоставувам денеска во 13 фамилии. Да. Да. Посакам да ми останете така, се гледаме во 2023-та. Ви благодарам.